Досега во диалогот со Бугарија имало многу емоции, па затоа сега требало да се пристапи рационално. Ова според министерот Османи би бил новиот концепт во односите со источниот сосед. Шефот на дипломатијата е убеден дека е при крај дефинирањето на акцискиот план. Овој план ќе придонел за подобрување на животот на луѓето од двете страни на границата. Со неговото финализирање ќе можело да се свика и првата меѓувладина конференција. Сметавме дека треба да го менуваме пристапот во однос на овој диалог, да воспоставиме повеќе рационален пристап во овие разговори и продолжување на комуникацијата за темите за кои што повеќе имаме разбирање, со цел да спласнет тие емоции од тој диалог, меѓутоа и да се стекне одреден степен на доверба за да може да се продолжи понатаму таа комуникација. Од друга страна, лидерот на опозицијата бара објаснување од власта за содржината на акцискиот план. Мицкоски смета дека јавност има право да биде запознаена со неа. Граѓаните треба да бидат будни за власта да не го распродаде и она малку што остана, вели тој. Според нашите информации, покрај идентитетските прашања, кои што фаќаат македонската традиција, македонските обичаи, македонскиот јазик, македонската историја, македонските дејци, македонските револуционери, има многу и бизнис, би рекол, работи кои што се дел од тој договор, кој што или план на активности кој што е на маса. Кога двојецот Бучковски и Заев преговара, тогаш се спрема нова катаклизма, нова катастрофа, економско цунами, но истовремено и би рекол национална катастрофа. Владата конкретно засега не открива што содржи акцискиот план. Премиерот Заев изјави дека на него ќе се работи независно од делувањето на Комисијата за историја и образование и политичките прашања.